селата, игрорни групи наши, во народна облика. И младите игра оро, а не знае главатарот, секретарот, тога умре. Да, точно така. И на вечерта телевизорот кажа. Да. Виж прати ако што весел. Аз сум весел, бе. Така му требаше, тој беше борач. Се беше борено по планина со партизани. И, значи, така, 48 година, колко души избегавте от 48 година? 200 со 250. Що 250? 200 или 250 деца. Дечки. Чупиња и дечки. Да, заедно. Военда. Така. Во Љубојно, од Љубојно. И од со камионите во Битола на возот. Преку Дупени, преку реката, да. Тамо спахме во школата во Љубојно. Едно наедно. Да. Тамо беше за Харијади, скривалиштето. Така. И на Марко има склад и уште има ѓулина наред. Така има. Како дрва наредени. Да. Не одат да и пукнат. И сега тие ранетите од кај бега? Во Корча и до сега пешки. Од тамо? Од тамо во Корча 6 сати. Со брод? Пешки. Не, пешки по планина. А со чамец? Со магаре, со моска. А со чамец? И со кајците. Со кајците тука ги носе, така? Така. Ки префрља, се леква таму поблизу. Мислам пова позади од Тукаридо. Зад Кјошот има уште 5 километри грцка вода и после албанска. Други 5. И ови езерото продолжува до Пустет, Зрновско и преку селата Корча. Не во Чехија парко. Не во Ческа. Од Ческа дојдеме во Скопје, во Нивици. Македонија. Скопје, Македонија. Да, ама од градот Скопје. Јас сум од Струмица. Струмица. И откако се иселија партизаните, зградите остануваат недигати и некористени. Не сме никој ни да поправа, ни натре некој да влезе. Се чуваат као споменик, да и уништи времето. Партизаните се оцелени. Една група отидоа во Југославија, една група Албанија и од Југославија беа преселени на сите жени од источниот блок. Овие од Албанија после беа прегорени преку море во Русија. Така да голем број на борци, ранети се лекува од тука во Катлановската бања, која беше исто така со намена за борците од ДАК, Демократската армија на Грција. Тие сега пронепци се во Босево уживат. Тук се свади, избегал чека, да само на тај кој да има останато згоре. На томе крони. Томе така, томе на Риско. Тази и друго. На Риско е томе. Пронепци има у Босето тука живат сега, се свалија. Сега само томе крони живее, една тајпа само има крони да останато селото. Тука не знам кој те поставам, да виж как панагир на Мирка му прават. И дали можам јас да направам еден концерт тука? Кој датум е тоа на Мирка? Јас да ги донесам тука да пеат да играт. Черни овчарни имаш такво. Ако служи на свадбите, тука колку свадби правиме, не сум тука и се доволен. Сите наши песни се. Ама јас сакам да носам. Сите до една. Аз би пришли така ми рече на мен, така ма научи. Што ти кажа? Идите во едините утре и онде, Македонија ќе стане една држава. Нека е среќен и вечен, долговечен Илинден. Овој празник го празнуваме и во Грција и во Македонија. Овде малце порано со 15 дена. Значи, ова дружење, така треба да се дружиме на културно поле, да се забавуваат младите, не само во Грција, не само во Македонија, во цел свет. Ни цела Егејска Македонија. Приемот, пречекот, искрајноста, љубезноста, почитувањето, поштувањето на македонците од Егејска Македонија беше извареден.
Сега имаме една добра работа со вестник Нова Зора. И е много добра работа за Егейска Македонија. Е по грцки, за да разберват младите луѓе. Е много добра работа. Да живее Македонија и сите македонци во цел свет. Да си жив и здрав. Само да не кажеш како се викаш? Стињан Самарџиев од селото Крушовери, селото на Никола Груевски. Еве се наоѓаме во Овчарани, денес славиме Илинден, освен Свети Илија се слави и востанието на македонци, денес и утре. Групата Синтезис ќе свири и потоа ќе следи Народно Оро. Ние како Нова Зора сме тука, делиме вестници, многу сме задоволни, народот го прифаќа вестникот, го чита, тоа може да го видите во трибините, доста луѓе читат веќе. И тука е едно место кај што македонците цела Егејска може да се соберат и да се запознаат, да се видат повторно, да се организираме за понатамошни активности и такви работи воопшто. Тука убаво во Овчарани, има од секаде, има македонци и од Републиката, има македонци од тука, од македонските села, има од Австралија, има од Канада. Убав повод, на некој начин е културно обединување и позитивна мисла. И тоа е најдобро за нас. Сите граѓани на Овчарци и на сите народи што живеат во Грција, во Република Македонија. Се гордееме со вас. После толку години сум дојден овдека. Се гордеам со вашето село Овчарани. Еве, традицијата ќе продолжи, културата, песната, орото, не сближува сите заедно овдека, сите народи, да се гордиме. Само културата и традициите можеме да придонесеме многу. Нема делба, еден народ горди да бидеме и секогаш ќе бидеме горди. Па зошто ние да не се сближиме и да бидеме заедно? Му благодарам на Овчарци и му благодарам една благодарница за културното друштво Домот на Овчарани. Полајмо многу на Синтезис и на другарот Ташко, а јас сакам да кажам малку од и вие работи што и гледате денес, историја со многу мака, а со многу мака се помогна од многу другари и многу пријатели наши. А сакам да поштувате све со секоје и сакам да кажам едно големо фала на вас и се најубаво. Денес се наѓаме
во активното село Овчарани. Утре е и по новиот календар Свети Илија. Свети Илија за нас македонци значи големи работи. И денес народот со ора, со песни македонци, со културата, од културата најсилно нешто да се покаже тоа што е секој човек, да се покаже нацијата, да се покаже като македонец, културата и тие сите најголемите знакови за секој за секој националност. Верувам, со такви убави вечери, македонскиот народ и другите народи што живеат денес во Грција ќе можат да се соединат од културата и што отвара очи, со културата одме за напред, културата го смирува човекот, културата го праве друг да мисле поинак, по-реално и за секој случај. Исто така верувам и ва вечера и со другите години што минаја и тие што ќе дојдат, ќе можеме не само со Илинден, ама и со на други села што се слават светиите или вика Свети Илија или Свети Ѓорѓе или великденските празници или божите празници. Со традициите се покажува човекот тоа што е. И затоа верувам националниот наш празник Свети Илија значи за секој македонец големи работи. Благодарам. Покани рече да дојдете во Забрдени, например. Да дојдете за Забрдени, најново да видите. Кога се прави тоа во Забрдени? На 21 мај. 21 мај. Рече ги карам... 21. 21. Така, се поздравам од сите македонци кои се најдовме во Овчарскиот панагер, во Илиденскиот панагер, што се прави во селото, во општината Овчарани. Тука поеќето што се собравме сме македонци од сите крајови на Егејска Македонија, има од Солун, има од Костур, има од Негуш, од Кукуш, од Воден, така што се најдовме со пријатели од Републиката на Македонија, како пријатели ми Тихо. Ве поздравам и вас за Илиденски празник и успеци да имаме и да го славаме Илинден и во Републиката, во
следните денови. Бе благодарим. Сега не треба много представи, јас сум Пеце Бенишев од сел Врбени или Екшису, околја Леринска. Помита прв. Не се ни слушај сега. Слуша сега атмосферата позади. Ќе си седнеме утре, ќе било на тихо негдека намаса, ќе си направиме овде. За Македонија е подобно сега и овде, не утре. Никогаш не е касно.